Добар ден, почитувани пријатели, дозволете да ме поздравам од моје лично име, дозволете да ви се заблагодарам и на сите да ви честитам што издржувате во оваа битка за слобода во нашата држава. Честитки до секој од вас. Се договоривме со Стојанче нешто да кажам, нема да зборувам долго, но сакам многу отворено да ви кажам што чувствувам и што се случува денеска кај нас, во нашиот град и во нашата држава. Овој период, веројатно, повеќе мене од вас знаат, сум прилично окупиран околу она што ќе се случи не утре, туку идната недела, референдумот на градскиот тероски центар. И сите, благодарам. И се надам дека сите што се од центар ќе дојдат. И сите убави настани што ги организираме во и околу ГТЦ, се сите на вистина од сите медиумски куќи внимателно проследени и објавувани на телевизиите. И има една телевизија која што ниту еднаш досега дојде, а камоли да објави нешто за тој референдум. А тоа е телевизијата што има законска обврска да ги пренесе настаните до сите граѓани. Тоа е Македонската радиотелевизија или така наречената радиотелевизија. 14 години поминаа некаде од една сериозна криза која што беше Република Македонија. Ако се сетиме на тој период, два лика ми доаѓаат пред очи од тој период. Еден кој што војуваше за слобода во медиумите и работеше во А1 телевизија, и еден друг кој што војуваше на терен. И животната судбина ги донесе до една точка каде што и на двајцата им беше понудено од страна на оние кои што се денеска на власт за пари да почнат да работат за власта. Тој што работеше за слобода во А1 сега е тука и работи во режимската македонска телевизија, која што телевизија работи не за народот, туку работи за владата во Република Македонија. Тој одлучи самиот да биде слуга на овој режим. И сакам да му кажам на него да размисли, да го стави прстот на глава. Каде ќе оди утре тој, тие околу него и оние што му наредуваат кога конечно ќе си заминат од власта? Другиот, исто така му беше понудено да работи за власта, му беа понудени пари, но тој одлучи да биде овде и да ги започне овие протести. Генерале, ти честитам за упорноста, ти честитам за инспирацијата од се срце, го заслужуваш овој аплауз и јас се приклучувам на овој аплауз. И ќе кажам нешто што го знаеш подобро од мене. Кога се бијат битки, многу е важно да го видиш тој до тебе како војува. Ти благодарам што сме заедно сите во оваа битка. Но генерале, тие кои што се денеска на власт, освен што ги амнестираат тие со кои што ти се бореше, денеска бараат амнестија за себе. Треба и сакам да им порачам од тука, нема амнестија за оние што окупираа македонска телевизија, нема амнестија за оние што окупираа државата и нема амнестија за оние што се криминалци. Напротив, секој денар, секој евро ќе го вратат во оваа држава. Тоа мора да се случи, нема амнестија за нив. Реков нема да должам, ви благодарам многу за поканата и денеска и утре продолжуваме заедно рамо до рамо да се бориме. Како што е денеска сончево, конечно сонце да окрие и нашата македонска радиотелевизија. За слобода на МРТВ, за слобода на Скопје, за слобода на Македонија. Ви благодарам и ве поздравам и се гледаме повторно.